Почитувани пријатели, денеска започнуваме со музичкиот магазин Музички филиграни. Прв наш гостин во студиото на Радио Пела е Трајче Каралиовски од групата Пелагониски мерак. Добре дојдовте, Трајче. Добре ве најдов. Прво да почнеме со представување на Пелагониски мерак. Од кога постоите како група? Со гордост кажуваме дека седиште ние Кривогаштани. Постоиме 28 години, но најпрво би сакал како добар гостин кај уште подобри домајкини да ви посакам успешна работа и мислам дека ова е вистински потек на ова наше обкружување да постои едно вакво радио кој што ќе ги зачни темите од културата, од спортот, од економијата. Сега, првото прашање, како дојде соработката со твоите во групата? Значи, ние како на почетокот морам да нагласам дека имате претрпено повеќе измени на самиот став. Нашата група се формира на идеја на, еве да го спомнам, најзаслужниот во нашата група, кривогаштанецот, познат на сите, Драган Станчевски Јошевски, кој што е најзаслужен за основањето на оваа група. Се познававме генерацијски, јас, Драганче, Пеце Вурмески, кој е родом од Кривогаштани, јас сум од Малокоњари, па тука беше и Кире Везенковски, кој живее во Крушево, но корените му се исто така од Кривогаштани, и како кларнетиста Јане Размовски, по потекло од Боротино, кој што живее во Прилеп. Како генерација се договоривме како љубители на музиката да формираме една група која ќе гравитира, значи да биде автентична на она што е, која што ние музициравме и пред тоа со различни групи, но на почетокот тоа беше 90-тите години. Пелагониски мерак, самото име си дојде затоа што, како што реков, седиштето ни е во Кривогаштани, стожерот ни е Драган Станчевски Јошевски, значи Пеце Вурмески доаѓа од Бучин, сите патишта не водеа кон Кривогаштани. Јас доаѓам од Малокоњари, Кире Везенковски како роден кривогаштанец, а живее во Крушево, и Јане Размовски нормално од Боротино, а исто така општина Кривогаштани. А името на групата, ај кажи ми која потекна? Па еден неврзан разговор така помеѓу мене и Драганче, се договоривме, мислам и другите колеги го прифатија тоа од срце Пелагониски мерак, да се служиме со традицијата, со културата, со она што го бараат луѓето, да се музицира, значи најпрвин да се фирмира изворната музика, да се пратат и современите текови од музиката, почнувајќи, може би е малку чудно, од класична до најсовремена музика. Но на нашите свирки секогаш претендиравме да ги задоволиме апетитите на нашите слушатели, на нашите консументи, она што тие најповеќе сака процентуално се свиреше и едноставно беше уживање да се биде со своите по разни поводи, почнувајќи од забави, од фамилијарни веселби, крштевки, венчавки, свадби, веридби, исто така имаше културни манифестации, да споменам Гроздобер Кривогаштани, кој што традиционално се држуваше. Да, аматерски. Тука секогаш бевме први да свириме и да учествуваме. Понатаму, исто така во Кривогаштани имаше избор на најубава народна носија. Секогаш бевме дел од таа манифестација. Исто така во Кривогаштани се организира и доаѓа гости од естрадата, од фолк естрадата. Па бевме како придружен оркестар. Тука беше проектот на Драган Вучич на вашите 5 минути. Да, учествувавме и во телевизиски емисии, како општина Кривогаштани, како пратечи оркестар на вашите 5 минути, и тогаш ја имавме шансата прв пат да се презентираме како група на ТВ екраните. Така.
Сега, дали може да почнеме со првата песна, ваша, доста беше ергенување, да ја најавиме. Да, ќе ми биде чест. Значи, самата песна кажува доста беше регенување. Тоа беше еден поттик да младите, значи, да се љубат, да стапуваат во брак, да се продолжи традицијата, Така. да живее овој народ. Таа би беше еден хит на Искрево-Гаштанскиот регион, Да, да. на сите свадби. Еве да ја пуштиме таа песна. Само што те видо и те запознав, твој свршеник цвете веднаш постана. Нема, 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 што да чекаме, доста беше ергенување. Нема, 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 што да чекаме, доста беше ергенување. Само што ме виде и ме залюби, ти по мене цвете, памет изгуби. Само што ме виде и ме залюби, ти по мене цвете, памет изгуби. Нема, 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 што да чекаме, доста беше ергенување. Нема, 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 што да чекаме, доста беше ергенување. Дај ми рака сега, дојди со мене, еве дојде часот за венчавање. Дај ми рака сега, дојди со мене, еве дојде часот за венчавање. Нема, 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 што да чекаме, доста беше ергенување. Нема, 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 што да чекаме, доста беше ергенување. Последниве години имате измени. На што се дожал тие? Во група. Знаете како, ние сме група која што постоиме 28 години. Со самото време претрпивме измени. На почетокот беше дувач доста познат, доста интересен и доста квалитетен и како кларнетиста и како вокал Тали Илиовски. Еве посебно ќе го поздравам него. Моментално се најдува во Австрија. Знаете како, животот носи предизвици. Ние како Пелагонички мерак останавме доследни на тоа што го правевме сите овие години. Нормално е да внесуваме свежина во групата. Да. Па сега најнов состав сме следните. Значи, останува Тапанер, нашиот легендарен Дракче, Пеце Врмески хармоникаш, како и досега, јас Трајче Каралиовски синтесајзер и вокал, значи соло синтесајзер. Свежина ни донесе новиот член Дарко Јовановски, кој што свири виртуозно на клавиатура.
Исто така имаме соработка со врвни уметници на дувачки инструменти од типот на Кире Ивановски Мената, кој што е застапен 80% на нашите свадби, Румен Стојановски и други врвни музичари. Така. Еве да видат и самите слушатели и гледачи дел од вашите манифестации. Еве јас би искоментирал. Со Елена Велевска овде сте? Овдека сме на една свадба во хотел Липа. Убавиот хотел Липа на времето кога беше со почетоците на Елена Велевска. Со баш се сеќавам и незиниот хит беше Пупу Машала. Така. Еве овде имате и со Маријана Мишева. Да, ова е една од манифестациите или културните приредби во општина Кривогаштани со фолк звездата Маријана Мишева од Скопје. Да. Еве овде имам ова е сега. Од поново време, Поново време со. Така. Сега можеме да ја пуштиме и втората песна која носи наслов Ај засвирете брајча. Што ќе кажеш за таа песна, кој е текстописец, музика? Оваа песна ни е препеана. Препеана ни е. Така. Од енот на македонската народна музика Добре Снабевски. Ми остави добар впечаток, добра порака за едноставно порака, секоја песна си носи некоја порака, секоја песна сака нешто да ни искаже, дали тоа било жалба за животот, за љубовта, за неостварените желби на човекот. Во еден момент беше моја идејата оваа песна да се препее и со неја учествувавме на фолк фестот Спасовден, кој се одржува во Охрид. Која година беше тоа? Пред 5 години. 5 години. Убава песна. Дојде на убав прием од гледачите. Добивме грамогласни аплаузи и Так. радо си ја слушаме.
сте учествувале на фестивали. Кои се тие фестивали? Еве сте биле на... Така, во нашето долгогодишно постоење, ако земеме, да кажеме наискрено, немаме големо учество, меѓутоа традиционално учествувавме на фестивалот Фолкспасовден Так. во Охрид, во село Лесковец. Значи тоа е Колку пати сте учествувале? таму имаме учествувано 6 пати со песни кои што се препеани, меѓутоа препеани на наш начин. И бевме примени доста убаво од постоечката публика и од организаторите и едни сме од најредовните кои што присуствувале на тој фестивал. Меѓутоа сме учествувале и на културни манифестации како што се Охридско лето. Да. Сме учествувале, како што кажав, на многу манифестации кои што не само во општина Прилеп што се организирале, ами во општина Прилеп, во општина Кичево. Да напоменам овдека дека Пелагонijski мерак е омилена група и во општина Кичево, кај што имаме пријатели за цел живот. Еве ќе споменам нашите пријатели од село Вранешница, кое што е познато по гранчарството, меѓутоа познато е и по тоа што од тоа село има многу нашинци кои што живеат во диаспората, меѓутоа се големи патриоти, си ја сакаат својата родна грудка и секое лето доаѓаат во Вранешница, морам да го спомнам, повод е денот Илинден, кај што години назад, едно 15 години се дружиме заедно со тие луѓе и имаме многу убави спомени. Тоа е најбитно. Сега трече да те прашам, имате неколку видео спотови. Зошто толку се одлучивте за тие песни, за одредени песни на спотот? И кај го изработивте тие видеозаписи? Да, вака сега, значи ние како група, да бидам реален, не располагавме со некои огромни средства, значи сето е направено од нашиот скромен буџет, но е направено со чиста душа. Сакаме, значи, да ја презентираме, да го презентираме Кривогаштани, општина Кривогаштани, нас како група, преку тоа ја презентираме и културата на овие луѓе тука кои што живеат и екзистираат. Така. Она ние што го направивме најпрвен, за да направиш видеозапис, нели треба првен тонски запис. Тонските записи ги работевме најпрвен во студијата кој што беа во Прилеп, најпрвен кај Точакот студиото. Точакот. Да, имаме снимено песна, мене посебно драга за Методија Патчев, значи таму ни е снимена. Потоа имаме снимено кај Момировски Дејан и најголема соработка имаме со Pro Sound Studio Славчо, кој што е голем професионалец, и имаме сега идеја и најнови аудио записи да ги продолжиме со овој професионалец, на кој што му изразувам јавна благодарност за се она што прави за нас како група и како поединци. Значи имаме голема соработка. Видеозаписите ги договараме со преку Славчо пак, со во продукција со оние телевизии со кои тој соработува. Најнова соработка имаме со ИНТВ продукција, која што е лоцирана во Охрид, меѓутоа таа работи за ИНТВ телевизија која што е седиштето во Австралија. Имате и со фан продукција од Прилеп, Да. неколку спота. Да, имаме и со фан продукција кои што се големи професионалци и да изразам и до нив, значи јавна благодарност за се она што прават и отворени се за соработка во секое време во интерес на групата, во интерес на музиката, во интерес на нашите клиенти и консументи. Да. Сега можеме да одиме, значи, со третата песна, која гласи "На неја да не мислам". Можеш да кажеш нешто посебно за таа песна, која... Таа песна е снимена во Pro Sound Studio Славчо. Значи, текстот ми е поклон од Славчо. Ја вокален интерпретатор е Пеце Гимески. Мислам дека е доста успешна песна, како и сите наши песни, дека ќе допре до увото и до срцето на нашите слушатели.
zažari. Naš ja vidom se zaljubi i po neja pamet izgubi. Kako pogled mi podari, srce dušan zažari. Kaži mi, majko, kaži mi, kako da zaboravam. Ne možam, majko, ne možam, na neja da ne mislim. Kaži mi, majko, kaži mi, kako da zaboravam. Ne možam, majko, ne možam, na neja da ne mislim. Da сега ljub si zaljubi, a v mene same ostavi. Na našite srećni denovi, daleke zaboravi. Da сега ljub si zaljubi, a v mene same ostavi. Na našite srećni denovi, daleke zaboravi. Kaži mi, majko, kaži mi, kako da zaboravam. Ne možam, majko, ne možam, na neja da ne mislim. Kaži mi, majko, kaži mi, kako da zaboravam. Ne možam, majko, ne možam, na neja da ne mislim. Kaži mi, majko, kaži mi, kako da zaboravam. Ne možam, majko, ne možam, na neja da ne mislim. Kaži mi, majko, kaži mi, kako da zaboravam. Ne možam, majko, ne možam, na neja da ne mislim. Каква музика се бара тале посебно еве во Македонија? И дали има некое посебно барање кај самите гледачи, слушатели? Јас вака би рекол, зависно од приликата за кое што сме пошле да музицираме, дали е тоа, како што реков, фамилиарна семејна забава, каде што, ако е крштевка, нормално дека репертуарот ќе биде адаптиран кон потребите на крштевката. Ако е свадба, нормално, така ќе биде адаптиран репертуарот. Меѓутоа, како ние функционираме како група? Кога ги договараме настапите со оние кои што сакаат ние да музицираме на нивната забава или веселба, седнуваме, се договараме, очекуваме од нашите клиенти да побараат кој репертуар треба да биде Така. и ние како професионалци тоа го испочитуваме и го реализираме. Имаме капацитет, значи имаме 3 вокали во групата да одговориме на сите барања. Имајќи го в предвид тоа што ако е фамилиарна забава, дека тука имаме гости од 7 до 77 години, условно кажано, ние се трудиме да доприме до желбите и до очекувањата на сите овие кои што се на таа веселба. На последниве свадби практикуваш една убава песна од Војо Стојановски, Е мој внуче, вујче.
Така, добра. Мене многу ме банди са таа песна. Тие ја пееш со групата. Так. Убава песна. Знаете што музиката не смееш да се затвориш во себе си, мораш да бидеш отворен. Се што е убаво, се што се, значи, пласира на естрадата, дали тоа е македонска, дали е тоа југословенска, дали е тоа балканска, потребно да се научи, да се презентира. Да, на наш начин и да дојдеме до консументите, она што сакаат да слушнат. Нормално дека Војо Стојановски остави големо богатство позади себе. Има многу Сите песни се хитови. хитови и сите песни се сакани и нормално и ова е една од тие песни и чест ми е да ја Да. презентираме и да Затоа те интерпретираме. прашав, затоа што ја имам приметено, Так. значи ти повеќе пати ја и пееш на крштевки, на свадби. Да ја пуштиме во етерот, не пи рујно вино. Ова песна е за сите меракли, за сите Да. боеми. Убава песна. Сите сме се нашле во ситуација кај што треба нешто да се прослави, кај што треба да се опуштиме. Па ова е таква една, да речам, петиста песна. Сите велат не пи, рујно вино не пи, лута ракија. Сите велат не пи, рујно вино не пи, лута ракија. Ако пијам, ако арчам, имам срце, имам душа. Само да сум жив и здрав. Ако пијам, ако арчам, имам срце, имам душа. Само да сум жив и здрав. Вола на ме, а на таму служи, а на точи вино црвено. Вола на ме, а на таму служи, а на точи вино црвено. Ако пијам, ако арчам, имам срце, имам душа. Само да сум жив и здрав. Ако пијам, ако арчам, имам срце, имам душа. Само да сум жив и здрав. Кога ќе ја видам сакам, да е моја аман, мајко до века. Кога ќе ја видам сакам, да е моја аман, мајко до века. Ако пијам, ако арчам, имам срце, имам душа. Само да сум жив и здрав. Ако пијам, ако арчам, имам срце, имам душа. Само да сум жив и здрав. Што им препорачувате на инните музичари, дале? Кои сакаат да се вклучат во македонската на музичката сцена? Многу убаво прашање, многу убаво прашање. Првин ќе кажам дека и како музичари ние и нашите најблиски, да речеме, почнувајќи од моето семејство, мојот син има завршено основно музичко, ќерка ми си на клавир.
синовите на Пеце Вурмески се на музичко, значи прекрасно музицираат. Посебно ќе го спомнам овдека детето со кое сите се гордееме, тоа е синот на Драган Станчевски Јошевски, Виктор Јошевски, Да. кој што исто така моментално се школува во Битола на музичко, кој што за своји години е виртуоз на хармоника, кој што, да кажам, гордост ни е на сите, сакаме да го слушаме и ни го полни срцето и нас, како музичари, меѓутоа и на сите кои што го слушаат. Моја препорака е, музика е се она што слушаме околу нас. Музиката постои од кога постои човекот. Постојат жанрови во музиката. Ние како музичари, за да ја сватиме музиката, мора да слушаме и класична музика. Мора да го слушаме и Моцарт, да го слушаме и Бах. Мора да слушаме изворна музика. Да го слушаме Пеце Атанасовски. Значи, духот на нашите дедовци и прадедовци. Мора да слушаме музика и од нашите соседи, да ги почитуваме, да ја презентираме. Музиката нема граници. Значи, да одбереме она што е најдобро во моментов и што е трендовско и да го презентираме на луѓето кои што сакаат да го слушнат. Музиката ги спојува луѓето. Да ви кажам јас, лично, сите познанства, сите пријателства сум ги склопил баш преку музиката. Горд сум на тоа и ги поздравувам сите луѓе со кои сме се сретнале на разни забави, на разни поводи, наибави и може би и тоа ме прави да бидам секогаш среќен и расположен, затоа што на забавите со музиката луѓето се опуштаат и ја покажуваат светлата страна своја и јас секогаш така ги гледам луѓето. Девојче Танко Високо, која беше фестивалска песна на Спасовден. Посебно нешто да имаш да кажеш за оваа песна? Кажав дека И таа е весела. Фестивалот Спасовден со своето постоење и со смислата на своето постоење беше да ги да ги возобнови подзаборавените македонски песни. И во тој контекст и оваа песна, значи не знам колку успеавме со тоа што ја бараат луѓето по кај што свириме, изгледа сме успеале. Се надевам дека наредните песни ќе успееме уште повеќе да ги доловиме, значи да ја продолжиме традицијата во еден понов така звук и во еден понов аранжман. Право ви,
можеш да ми кажеш ти во твојата кариера згоди и незгоди во вашите настапи? Некоја Вака, значи да ви кажам, горд сум што ете 28 години од мојот живот потрошив во оваа група. Горд сум на моите колеги самите на почетоци. и на почетоците, меѓутоа секогаш останавме Колку вечни. време бевте со Љупчо Житошански и Околу со 2 години. бевме. Јане Размовски? Околу 2 години. Околу 2 години. Да. Меѓутоа останавме пријатели за цел живот. Понатаму, кажав, Кири Ивановски, Румен Стојановски, еве Даре Јовановски, најновиот член во групата. Тали Илиовски, да го спомнам, значи од самите почетоци, Тали Илиовски остави голем белег во групата. И го поздравувам, му посакувам се најдобро затоа што Значи еве го да, тоа е Тали Илиовски. Илиовски. кларинет, саксофон. Кларинетиста, дувачки инструменти, кларинет, саксофон, гајда, кавал, значи и ангелски глас. Точно. Неповторлив глас, значи Тали Илиовски можеше да ги емитира врвните тогашни југословенски пејачи. Значи тоа не може секој, Тале го можеше. И уште нешто за Тале би кажал, имавме свирки по 2 дена, по 3. Тале како што ќе почне, така и ќе заврши. Тале не се оборуваше ни гласот, па ни капацитетот на плуќата. Поздрав за него. Така пратам јас долго време како група. Се ме стварно прашавте, вредеш. ме прашавте за згоди и незгоди. Но Избоена. повеќе имаше згоди. Пак ќе го спомнам Дракче. Дракче ни е мотор, двигател на групата. Секогаш успеваше да не разведри, да не насмее, да не еве, ова не може никој друг да го доживее, што ние го доживеевме баш со Дракче. Си доаѓавме од една свирка од Кичево, значи на патот од Кичево, преку Демирхисар да си дојдеме во Пилогаштани. Што се случи? Значи, кога поминавме од Кичево кон Демирхисар, нели е успон, и еден чичко, може би имаше 70 на години, со една запрежна кола, си сечел дрва тука, покрај патот, мама, кончето, животинче како животинче, се заплашило и сега на удолницата кон Демирхисар, од самата бука, трча Којнов, ние го стасавме со двете коли и сега што правиме? Го разминавме и се наредивме пред мината на едно растојание, а Дракче, секогаш да кажам, беше најспремен со кондиција. И излеговме, застануваме пред Којнов за да подзакочи и на крајот Дракче во еден шпринт, својствен за најдобри спринтери, што трчаат 100 метра, го втаса коњот, го фати за узда и полека го запре. Го отспрегнавме коњот, го врзавме, кутро животинче беше жива вода направена. Го спрегнавме и се вративме еден со колата, го зедовме чичкото со секирчето. Плачеше од радост за тоа што му помогнавме. Тоа ни остана, тоа доживување стварно остава траги, невидени во нашата меморија. Ете, несвојствено. Инаку, незгоди да речем, на една свадба, моја свадба баш за внуче, на 350 гости, поставени, преубава атмосфера, се ни цркнува миксетата. Замислете си кој шок е тоа. Да. Треба да ја отвориме свадбата, ни цркнува миксетата. Одма Дракче нашиот телефон заврти за 10 минути, најде 3 миксети. Се среде работа. Да, се среде работата, световите не забележа, ама само ние си знаеме, а јас најповеќе си знам затоа што јас ја пазари свадбата, се работеше за моје внуче од девер мој, Така. а после кога тргна Пелагонски медак, тоа беше Урневес. да, пребава забава. Да кажам јавно, мојот соговорник и мојот домаќин денес, Тони, е врвен професионалец.
не знам колку би ни наплатил затоа што архивата на сите наши свирки се најдува кај него. Мене точно. И со гордост ќе кажам, свиревме за крштевката на неговата ќерка пред точно колку години тој? Па еве од самите почетоци, 90-та година, значи девојчето мое е родено, крштевката е така. тогаш. Го има, се до ден денес. го има видеозаписот и еве го обврзувам пред сите вас, драги слушатели, драга јавност, да исечи некој делчиња да пушти во етерот. Ете така. И ќе видиме како Пелагонски мерак многу благодарни и да ја продолжиме со работката. Секако. Барем уште 10 години. Мислам дека имаме и желба, имаме и енергија, имаме и волја, имаме и капацитет. Так. За крај сакам како шеста песна да ја пуштиме Љубов проклета. За таа песна ќе кажам дека испадна во соработка со доајенот на македонската народна музика, групата Бисер од Дебихисар, хармоникашот Зрпе, Зоранчо Зрпе, кој што музиката е негова и текстот е од неговиот текстописец, мислам дека се викаше Јохан. Во еден неврзан разговор се сретнавме и изрази желба ете да ми помогни на групата, кажа дека со задоволство би ни ја дал таа песна. Еве да го поздравам и него. Благодарам на соработката, беше и во студиото кај што ја снимавме таа песна, за да дава инструкции на лице место. Да. Голема благодарност до него. Мислам дека е една од најубавите наши песни. Em bolno i rasplakano
што ќе му препорачаш на нашите слушатели, па и гледачи во регионот овде кај што обстојуваме? Најпрви, значи, јас кажав дека сум горд што сум пораснал во овој регион, горд што сум се дружил со овие прекрасни луѓе, да бидат она што се автентични, да се горди на своето потомство, на своите претходници, на сегашноста, да продолжат да си ја негуваат културата и традицијата. Значи, на неа да доградуваат се што е добро и трендовско во светот, но секогаш да бидат своји, да знаат дека се потекнуваат од Кривогаштани, од општина Кривогаштани, од убавите села кои што се како бисер, кои што се гордост на сите нас. Значи, да си се почитуваат себе си, затоа што овие прекрасни луѓе живеат од свој труд, од своја секојдневно залагање, дали се занимаваат со земјоделие, дали имаат свој бизнис, дали имаме од сите струки тука луѓе кои што честно и поштено си го заработуваат својот хлеб. Си ја сакаат својата држава Република Македонија, да останат она што се, и кажав, музиката нема граници. Да го почитуваме своето, да го негуваме, меѓутоа се што е убаво, зошто да не и тоа да го слушаме. Идејата ви е прекрасна, нека дојде. Сега ова беше почеток. Да. Го скрши мразот ти со пелагониски мерак и мислам дека ќе наставиме вака за промоција на новите млади групи и мислам дека ќе обстоиме. Да. Сега за крај уште една песна ти можеш по твој избор да одбереш. Рековме ние со 6 песни ќе одиме, еве уште една од вас. Девојче танко високо од фестивалскиве, едно девојче мало, која би сакал или 9 години. Едно девојче мало би било, Ете, за така крај. поавтентично за нашето продолжување. Значи, и тоа е една преработка, моја преработка лично, на една народна песна. Мислам дека е добра порака за младите генерации, да се сакаат, да се љубат, да оформуваат бракови и да го продолжиме нашиот убав род. Одлично кажано. Режија, одиме уште со едно девојче мало за крај. Одлично беше, соработката одлична. Ти благодарам за учеството. И благодарам на вас, значи многу успех на Радио Пела и тебе, почитувам мој генерација, многу успех во нас со работите, идејата е прекрасна.